Наистина през лета време да се лъва на власт. Пред само 5 години явното предприятие Водолът имаше 30 милиона денари загуби. За по-това да добие погрешуване на цена по 117%, па да ретерира на 80%. А пък денес Водолът наявува дека 2014-та ќе заврши со загуба од 26 милиони денари. Дали треба Советот без нивно барање да извојува цената на водата, па да добиеме на време, бидејќи тогаш ја е загуба од 30 милиони, сега од 26, значи чекуваме барање за водата. Причините беа различни, најверојатно нема дотаму да се работат, и тоа не е убаво. Веднаш да му говорам на колегата, кажа непланирани вонредни трошоци во 2014 не се непланирани, не се вонредни трошоци, вие го знаете. Некаде пред година и пол стигна првата судска пресуда за исплата некаде, мислам, на 5-6 милиона денари во еден временски период. Стражево, спорт си Стражево и веќе тогаш можеше се насети во која насока ќе тече реката од Испа. Можете вие знаете, се припремите дека нема да го добиете. И не го добиете. Нормално, покрај годницата плаќате на мафи, плаќате судски трошици, плаќате адвокати и така натаму, шегата на страна, навистина нешто е гнило во Водолот. Не е нормално после толку радикални мерки. Ова наше некојаш најуспешно јавно предприятие беше неуспешно. Повторно се бори за обстанок, затоа што не може никако да нарече, освен борба за обстанок, која се пријава загуба толку многу средства. Овото, заради очигледната погрешна политика на правнешкиот менеджерски тим, чишто дел да нема забуна беше и сегашниот директор. Но многу подолго ќе елаборираме за долговите на Водолот за неколку месеци, кога ќе го разгледуваме извештај за 2014 година и повеќе за тоа нема да кажем, барем не многу. Сега би сакал да споменам неколку работи за планот за работа и развој за 2015 година. Вела дека вкупниот приход за 2015 треба да биде 230 милиони денари и дека бил за 5% повеќе од очекуваниот за 2014, така стои во планот. Но заборава да напомена дека е помал од планираниот за 2014 за 5 милиони денари. Планираниот обем на физичка реализација е предвидено да биде 6 милиони 380 хиляди метри кубни, што е помалку од планот за 2014 повторно, за околу 220 хиляди метри кубни. Имајќи ги во предвид очекуваните негативни тенденции од основната дејност, годинава, финансиска смисла, годината во финансиска смисла треба да ја спаси одделот одржување на градска мрежа и приклучоци, за кого се очекува да приходува значителни приходи, пред се благодарение на изградбата на водоводната инфраструктура во поранешната касара. Тоа што карат на Водолот веднаш и се представи како долг на општината, бидејќи средствата ќе дојдат од кредит, а не се собствени средства на општината, изгледа дека никога нема да. Освен нормално наивните генерации, кои на крај крајава, ако не се задоволни, може да се аплицираат во некоја странска земја и си Во делот пак на трошоци нема некој голем отстапување. Во однос на планот во 2014 година паѓа во очи постојното нереализирање на планираните средства за амортизација во последните 2 години. Тој е уште еден показател за тешното состојание во кој се наоѓа. Во 2013 да предвидува амортизацијата да биде 27,5 милиони денари, така беше во планот, а изнесуваше 23 милиони денари. Во 2014 за амортизација требаше да се тргнат на страна 34,3 милиони денари, а се очекува понижување на само 25.
Лично мислам дека и во 2015 вкупно предвидената амортизација од 30 на милиони денари, повторно нема да се реализира и 25 милиони денари, меѓутоа живи го видели што видат нашите съюзници. Оваа тенденција на административно кратење на трошоците преку намалување на амортизацијата е веќе видена приказна кај јавното предпријатие Нискоградба. Знаеме како заврши таа приказна. Или барем како течеше. Во моментите кога се обидуваше барем на хартија да ги анулира и удлажи негативните завршни сметки. За жал, сега истото тој го практикува и во бидејќи ако реално ја прикажува амортизацијата, не само што 2014-та ќе биде за бугарска година, туку таква ќе биде и 2000 ќе беше, таква ќе беше и 2013-та. А најверојатно со негативна завршна сметка би завршила и 2015-та година. Едно појаснување за колегите, ова високо ниво на амортизација пред се должи на зголемената количина материјална на основни средства кои што водовод на најголем дел ги купи, изработи, ги изгради со кредитот од КРБ банка. На крајот, би сакал да се задржам на нешто што го нема во планот за 2015 година од непознати причини, а директорот сепак го најави во една своја изјава преку медиумите. Се работи за втората транша, да бидам искрен, до пред неколку дена и јас не знаев дека воопшто постои таква работа, втора транша, од кредитот на КРБ банка. Значи, тоа што го зеде водовод 2,2 милиони евра било само почеток. Имено, се работи за 6 до 7 милиони евра наменети за замена на потисниот црковот од пумпната станица Долежи до Сутевницата, изградба на таложник на силова вода и замена на некои поголеми водоводни линии во општина Битола. Општината Битола одбила да биде гарант за толку голем кредит, тоа се зборови на директорот, ама тој понатаму храбро обстојува на идејата за негово земање, дури и по цена негов гарант да биде и самото јавно предпријатие. Откако ова го прочитав, сватив дека кредитот на Талевски за Арама е сосем ограничен на права место, значи се буниме некоја позиција за 3,2,5 милиони евра, ова е 6-7 милиони евра. Споредено, значи, со задолжувачките апетити на водовод. Директоре, дозволете ми да појаснам, ако некој ме спореди со Талевски, ви излезете поголем недомаќин од него, тогаш дефинитивно нешто не е во ред. Тоа е за мене референтна точка за недомаќин. Утре ќе биде Талевски патрон. Му кажам и не. Ево поверете, пред овој совет кажете ми што ве мачи, какви баласти влечете од идната, што мислите дека не можете да избегате во иднината. Токму советот од општина Битола е вистинското место да бидете искушен и да ви се помогни. А ќе можете многу повеќе да ви помогнеме, ако на самиот почеток вие со вашиот претходник искрено ни кажете дека после приказнатот 2 нешто милиони кредит од КРБ банката следи уште една транша значително поголема и со самото тоа е многу голем товар за сите жители на општина Битола. Дали некој друг бар да збори?